Градежната оператива на компанијата Панел М од Тетово ги почна активностите за реконструкција на еден од најголемите училишни дворови во Кочани на основното училиште Малина Попиванова. По трите неуспешни тендерски постапки изведувачот беше избран дури на четвртата, откако општина Кочани го зголеми износот за сопствено кофинансирање за уште 1 милион денари. Спроведувањето на 4 постапки за јавна набавка го одложи првичниот термин за почеток на работите за уредување на просторот. Станува збор за површина од 10.000 метри квадратни на која има само 2 спортски игралишта. Според планот, училишниот двор на Малина Попиванова ќе добие нови содржини: детско игралиште, беседница за настава во природа, амфитеатрално прилагоден терен, патеки, спортско игралиште, забавно-рекреативен простор и игралишта за учениците со посебни образовни потреби. Со тоа ќе се подобрат условите за социјализација и инклузија на учениците и на жителите од мултиетничка, мултикултурна и различна социјална средина. Вкупната вредност на договорот со фирмата изведувач Панел М изнесува над 4 милиони 135 илјади денари. Од нив 2 милиони и 700 илјади ги обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка преку проектот на UNDP за јакнување на општинските совети. Рокот за реализација на градежните работи е до средината на ноември. Проектот изградба на спортско-рекреативен центар во основното училиште Малина Попиванова беше избран како приоритетен на форумот во заедницата, што се реализираше минатата година во Кочани. За имплементација на овој проект претходно беше потпишан договор меѓу UNDP и општина Кочани.